Добро вечер. Започнува централниот дневник на телевизија Кочани. Советот на општина Кочани денеска ја одржа својата 7-ма редовна седница. Најмногу интерес за работењето на комуналното јавно претпријатие Водовод. Православните христијани од Виничкото село Јакимово го славеа празникот на Јоаким Осоговски. Голем народен собор кај манастирот Света Богородица во Берово. Народ дојден од повеќе места на Македонија. Балканската звезда Желјко Јоксимовиќ го собра истокот на концерт во Македонска каменица. Донирани предмети во акцијата за топол дом во Кочани. Успех на виничанецот Бојан Серафимов, кој освои 2 бронзени медали на олимпијади во Австралија и Америка. На турнирот во борење во Радовиш 4 бронзени медали за кочанските борачи. Со дневникот почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас. Железара Тигар Метал Кочани. Најдобра локација со најдобар избор на цевки и профили. Бои и лакови. Шрафовска роба. Мрежа и жица. Бесплатен превоз до вашиот дом. Наша предност се цените и квалитетната услуга. Повелете на улица Теодосија Паунов 61. Железара Тигар Метал. Сончеви колектори Термосол Кочани. 20-годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, вградени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Звучна изолација, безпрекорна топлина во вашиот дом, оптика и комфор. ПВЦ прозорци и врати за цел живот, Александрија ПВЦ Лајн Кочани. За да инвестирате во енергетски штедлив дом, можете да користите и Алфа Зелен кредит од Алфа банка. Секако вид на алуминијска столарија и дрвени собни врати. Контакт телефон 033 297 440. Најновите актуелни информации пренесени преку вашата омилена фреквенција Телевизија Кочани. Советот на општина Кочани денеска ја одржа 7-та редовна седница. Донесени повеќе одлуки и решенија. Советот на општина Кочани денеска ја одржа 7-та редовна седница.
Најголем интерес предизвикаат извештајот за финансиско доработење на комуналното јавно предпријатие Водовод за периодот од 1 јануари до 30 јуни оваа година, како извештајот за работењето на погребалното како Доел Кочани. Инаку советниците на денешната седница го разгледаа извештајот за извршувањето на буџетот на општината Кочани за периодот од вториот квартал оваа година. Исто така, тие донесоа одлука за собствено учество на општината Кочани за проектот до изградба на пат од селото Пантелеј до селото Турско Рударе, патен правец село Пантелеј, село Рајчани. Одлука за собствено учество на општината за проектот изградба на армирано-бетонски мост во селото Оризари за поврзување со регионалниот пат, иницијативата за измена на урбанистичкиот план во населено место за викенд на селбата Пониква, како и предлог одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура. Советниците ја поддржаа и одлуката за простапување на возило за собирање на смет на комуналното јавно предпријатие Водовод, елаборатот за проценка на штетите од елементарна непогода град што го зафати подрачјето на општината Кочани во месец јуни оваа година, како и извештајот за работењето на комуналните редари во општинската администрација на општина Кочани за периодот јануари-јуни оваа година. Исто така, советниците дадоа и согласност за формирање на паралелки за помал број на ученици во општинските основни и средни училишта за учебната 2013-2014 година. Православните христијани во Виничко денеска го слава значењето на големиот светец Јоаким Осоговски. Мештаните на Јакимово и оваа година традиционално го прославуваат празникот во истоимениот манастир. Православните христијани во Виничко денеска го слават култот кон големиот светец Јоаким Осоговски во истоимениот манастир во селото Јакимово. Церемонијата започна со црковна литургија во раните утрински часови, а верниците го продолжија славењето на светецот со црковен ручек во предворието на убавиот манастир. Прославата денеска започна со утрена и литургиска богослужба со помош на виничките свештеници и во 10 часот се креваа славски колачи и сега во 2 часот ќе го благословиме ручекот и ќе поделиме на сите присутни христијани овде. Верници од целиот источен регион со своето присуство денеска се поврзаа кон Божјата моќ и упатија желби за здравје, среќа и благосостојба токму во овој манастир. Ваквите собори традиционално се организираат секоја година и се пропратени со вкусни македонски јадења, народни ора и песни. Чест ми е што сум дошел овде. Мене ми се допаѓа и ми е многу пријатно. Ако сум жив и здрав, ќе дојдам още додека сум жив. Секоја ли година идете тука? Пред 2-3 години доаѓа, сега ми трети пат што доаѓам тука. И ми е многу пријатно. Во споредба со минатата година, оваа година има повеќе свет, посме активни пензионерите, повеќе се обичаите, поштуваат црквите и така. Веруваме си у Господ, одиме, дружиме се и така. Убаво ни е. Присутните едногласно потврдија дека ваквите слави не само што се доказ за вербата во Бога, туку дека при овие дружби тие барем за миг забораваат на секојдневните проблеми. Од година во година за време на празникот на селската слава се повеќе се зголемува бројот на верници кои молитвите за благослов ги положуваат токму во Јакимово. Многу убаво продолжуваме традицијата на старите што останало и ние сме од Виница. Секоја година доаѓаме и убавина. Ово ни го продолжува на нас постарите и веко. Ќе објавиме војна на медицината. Нема више лексилиум, нема дезапани, само расположение, дружење, добро дружење. Со чашка вино, црковна јанија, македонска песна и оро, светецот уште еднаш ја покажа својата моќ со тоа што ги собра на едно место богатите и сиромашните, младите и старите, и сите тие уживаа во славата. Виничани уште еднаш ја продолжија традицијата за празникот. Голем општонароден собор кај манастирот Света Богородица близу Берово, каде верници од сите градови од Источна Македонија дојдоа да се помолат за здравје и среќа.
Традицијата во Берово продолжува. Празнувањето на големиот верски празник Богородица насобра неколку илјаден народ во дворот и околината на манастирот, кој се поклони на светицата и низ молитви побара здравје и среќа за себе и своите најблиски. Верници од сите градови и населени места во Источна Македонија, најмногу од Кочани и соседните општини на Берово. Да, на манастир. Сакаме малку да се прошетаме. Да прв пат доаѓам. И баш ми е интересно да... Многу фино местото и манастирот е многу. Да, помалку, кажуват луѓе што се били порано, дека имало дупло повеќе луѓе него сега. Ама сега... Ја мислам сега овај ден е прогласен за празник, да биде неработен. Ивана. Од Кочани. Овде се додена на... На црква. Кој ден е денес? Кој празник? Државен празник. Да, ама како се вика верскиот празник? Богородица? Да. Да, овде си на манастир, така ли? Да. Дали е убаво? Убаво е многу. Димитро, каде си? Од Кочани. Сега кај се наоѓаш? Кој град си, во кој место? Веро? Да. Овде има манастир, така ли? Што е денес? Денеска е празник? Да. Со празник во Свети Богородица. Празнувањето сред работна недела, најавите за врнежи од дожд и посниот ручек, беа причина годинава во духовното средиште на Мелешевијата да дојдат значително помалку верници. Таа традиција, јас сам 64 години и павна и нон-стоп и пред моето време се славеше, тука курбан се правеше. Доаѓа многу народ од цела Македонија. Од цела Македонија, од Гевгиле, од секаде доаѓаа. Има, само послабото е посно и насред неделјата. Иначе тука се збираше по 20.000 народ. Сега е многу послабо. Посно и насред работен ден е и нема народ. Тоа го потврди и готвачот кој помалку разочарано спореди дека се готвеле и по 130 казани за празничниот манастирски ручек, а годинава само 50. Колку казани се спремаат за ова Богородица? 50. 50. Дали други години сте били овде во Кујната? Бив. Колку најмногу казани се правени? 130, 120, да, 110, 120, 130, да. Зошто ова година помалку? Па, посно, Посно е, така ли? посно, А и среде недела? да. Па помалку луѓе има. И ево има, па, Така, што подготвувате? грачи. Графче. Зошто манастирското графче секогаш е најсладко, највкусно? Па највкусно, ново. Кој е рецептот? Кој Рецептура, рецепт? Кој рецепт? Што ставате? Графче, вода, Гра- сол. патлиџан, пипер, А, се има и тоа. се, запрашка се. Од каде се доаѓаат гости овде на манастир? Од сегаде, Од цела Македонија? сега Македонија. Од сегаде има и од Бугарија и од сегаде има, од сегаде. Празнувањето на Пресвета Богородица се карактеризираше со верска оденост и посветеност и со масовност во сите духовни храмови каде што се прославуваше, во црквата во Кочани, во Дработивиште Делчевско, во Робово Беровски и други места. По повод денот на рударите, балканската звезда Желко Самарџич го собра истокот во македонска Каменица, каде одржа целовечерен концерт. Стотици автомобили и илјадници млади возрастни од Кочани, Виница, Штип, Делчево, Берово од Бугарија. Синоќа буквално ја наполнија со народ македонска Каменица, која представуваше епицентар на музичкиот настан на празнувањето на денот на рударите и верскиот празник Богородица во Источна Македонија. Балканската музичка звезда Желко Самарџич со своите хитови го наполни плоштадот во ово рударско градче и создаде спектакуларна атмосфера. Пиеше Самарџич, пееа и илјадници присутни. Пред настапот на Самарџич присутните ги загреа нашата поп звезда Владко Илиевски, кој ги испеа сите негови хитови. Пред настапот на Самарџич, на присутните во рударското градче им се обратија директорот на рудниците Саса Прохоров. Драги наши рудари,
драги вработени во рудник Саса, драги каменичани и сите присутни гости. Едино што сакам да кажам дека денес во тек на денешните свечености све беше говорено од сите, и од градоначалникот, и од генералниот директор, и од наши драги гости. Се останува само мене, немам да ви одземам многу време и немам што да додадам до сите убави зборови што били кажани за наши драги вработени, за наша општина Македонска Каменица и за рудник Саса. И градоначалникот на Македонска Каменица. Чест и задоволство ми е да ги поздравам градоначалниците кои се гости, како и сите граѓани на општина Македонска Каменица, но и сите што се денеска гости во општина Македонска Каменица. Како што кажавме и претходните години, и овој празник за 28 август, центарот на Источна Македонија е во општина Македонска Каменица. Така ќе продолжи и во иднина. Благодарение на поддршката на граѓаните, како и добрата соработка со рудникот Саса, од година на година се помасовно го одбележуваме овој наш значаен празник. Денес празнуваме 3 празника: празник на рударите, празник на општината, како и верскиот празник Успение на Пресвета Богородица. Забавата заврши во доцните вечерни часови. Донирани предмети од акцијата за топол дом ги донираа граѓаните од Кочани на кои не им се потребни ваквите предмети. И во општина Кочани во акцијата за топол дом се вклучија граѓани кои донираат дел од мебел и електрични апарати на социјално загрозени семејства во населените места Уларци, Оризари и во населбата 14-та бригада во Кочани. Им беа донирани шпоред и дел од покуќнината. Среќна сум што можам да се вклучам во акцијата за донирање покуќнина. Донирав дел од мебел кој веќе не ми е потребен, истакна Натка Иванова, еден од двајцата донатори. Инаку Центарот за социјални работи во Кочани истакнуваат дека е голем бројот на лицата социјално загрозени кои се пријавиле за примање на помош. Привршува реконструкцијата на водоводната и канализационата мрежа во Виница, изградбата на атмосферска канализација, нова мета на општината. Виница и понатака вложува во реконструкција на делови од општината, вели градоначалникот Емил Дончев, кој додава дека проектот со кој се менува старата водоводна и канализациона мрежа е во завршна фаза, а веднаш по завршувањето на проектот, општината и понатака ќе продолжи со решавањето на останатите приоритетни точки. Виница е веќе во градежна офанзива. Интензивно се одвиваат активностите околу реконструкцијата на водоводната мрежа. Крајниот датум на завршување според договорот е декември, месец декември. Исто така привршуваме со изградбата на водоводната и канализационата мрежа во индустриската зона 2012. Следни активности што ќе бидат во месец септември е заврши тендерската постапка за асфалтирање, така да во наредниот месец почнуваме со асфалтирање на патниот правец Виница село Градец и неколку улици низ градот Виница. Исто така заврши тендерската постапка околу изградбата на капела во Виница, значи во наредниот период ќе отпочне изградба на капела. Досега Виница немаше капела, така да ова ќе биде една новост за граѓаните на општина Виница. Привршува изградбата на повеќенаменското игралиште во село Истибања и очекуваме да продолжат активностите со изградба на регионалниот пат Липец река Осојница. Стартот на изградбата на атмосферска канализација долг временски период е најгорливо прашање на општината, но според најновите информации веќе почнаа да се остваруваат ветените проекти кои градоначалникот Дончев ги вети во својата предизборна кампања. Што и недостига на Пониква како рекреативен центар кој летова беше посетен од бројни туристи? Најчесто поставувано прашање на посетителите на Пониква е уште што треба да се направи овој рекреативен центар да биде подостапен до посетителите. Размислувањата се различни. Ово е феноменално. Ама што ја едва и го најдо, вртој горе, вртој тука едва и го и најдо. Искочи човекот тука му 5 години сигурно качи живот. Оти се долека у градо со исти луѓи, а тука си миран
Има и тука луѓе, нели, ама мирно е, тишина е. Можеш да прошеташ воздух да се надишиш. Воздух, тоа е важно. Ово не се плаќа, не можеш да платиш ти овие работи. Со ваквото мислење се и дел од собствениците на неколкуте угостителски објекти на Пониква, кои ја чувствуваат потребата од изградба на патна инфраструктура за да се дојде до нивните објекти. Со вода се кубуре, осветление нема, не достигат инфраструктура, рековме дека нема. Да се стигне до моја мотел, пат немаме. Општините Кочани и Пробиштип со заеднички средства и заеднички настап преку Источниот плански регион настојуваат реализација на повеќе проекти поврзани токму со спортско-рекреативниот центар Пониква. Во рекреативниот центар Пониква се уште стојат неколку стари војни касарни кои му прекосат на времето. Ке бидат ли рационално искористени? Стари дотраени војни касарни се уште стојат во рекреативниот центар Пониква на Соковските планини. Од нив останале само камењата како неми сведоци на едно време. Градени пред 100 години, тие се уште му прекосат на времето, како нем сведок на она што се случувало пред еден век на терените на Осоговијата. Градени за потребите на српската војска, тие се уште обстојуваат на времето, некои од нив се преуредени, преадаптирани и во нив се наоѓаат прекрасни угостителски објекти. Со својата автентичност и оригиналност оставаат посебен впечаток кај посетителите. Ова е старата војна касарна како дел од рекреативниот центар Пониква, од која останале само ѕидовите, како нем сведок на минатото. Оваа зграда им беше доделена на користење на две организации од градот Кочани, кои од старите рушевини требаше да направат свестувачки капацитети кои ќе им користат на посетителите. Од оваа идеја во реалноста нема ништо. Пропадна и обидите на Сдруженијето на пензионери од Кочани и Пробиштип за изградба на сместувачки капацитет за одмор и рекреација на пензионерите преку форумот во заедницата. Средствата од овој форум се наменети за изградба и асфалтирање на патот од паркинг просторот до манастирот Свети Василий. Градоначалникот Емил Дончев денеска официјално му посака добре дојде на 17 годишниот олимпиец Бојан Серафимов, врчувајќи му подарок од општината со кој му го честите успехот постигнат на светските надпревари. Градоначалникот Емил Дончев денеска официјално му посака добре дојде на 17 годишниот винички олимпиец Бојан Серафимов, кој неодамна се врати од Америка. Дончев на Бојан како знак на мало внимание од општината му подари таблет како награда за неговите успеси. Бојан на виничката јавност стана попознат пред 4-5 години, кога почна да ги реди првите успеси и да освојува први места на општинските надпревари, потоа продолжи со првите места на републичките и така се најде на светските олимпијади и ова што денес го гледаме, значи двата бронзини медали што ги донесе. Бојан е гордост за општина Виница и амбасадор не само за општина Виница, туку и за Република Македонија. Успесите на Бојан се нешто што Македонија долго ќе го памети, затоа многумина умеат да го именуваат како чудо дете. Серафимов е стипендист во приватното училиште Јахја Кемал, а досега Македонија ја закити со 2 бронзи на двете олимпијади по информатика и математика во Австралија и Америка. Бојановите достигнувања во светски рамки за неговите 17 години се за огромна почит, затоа што тој е уште еден во низата на македонски мултиталенти кои афирмираат државата на глобално ниво. Значи, тоа беа светски надпревари по математика и информатика во Колумбија и Австралија. И надпреварите беа тешки, да не речем, има конкуренција. Тоа самиот збор светска олимпијада кажува нешто, дека се надпревара од 100 држави. Од секој држава е избран тим од 4 или 6 учесници. И беше едно добро искуство. Што ти беше потешко, информатика или математика? Па не знам, тука некаде. А што ти е најлесно да решиш? Па, ни тоа не е лесно, но ушто вложиш труд, тоа ќе ти биде најлесно. Подготовка што трае преку цела година континуирано, околу, не знам, 2-3 часа редовно секој ден и поинтензивно пред надпревари. Шансите за стипендија се мали, бидејќи ограничен буџетот на секој факултет за интернационални студенти, дека треба да ми го покријат и сместувањето таму, но ја ќе се потрудам да аплицирам на што можно повеќе места. Амбициите на Серафимов нема да стагнираат. Неговата мисија и понатака ќе продолжи со цел следното закитување да биде со злато.
Во рамките на манифестацијата Топол културен бран во вторникот се одржа концерт на фолклорните ансамбли од општина Кочани. Вториот дел од манифестацијата Топол културен бран 2013 се одвива по утврдената динамика. До сега беа реализирани бројни содржини, како што се концертот на Вера Данилова Сопран и поетскиот хепининг, струшки вечери на поезијата кај Давот близу селото Бели, крај Кочани. Во вторникот вечерта на летната сцена на Националната установа Центар за култура Бели Мугри во Кочани се одржа фолклорна вечер на која настапија фолклорните ансамбли Кочани, Лјупчо Сантов, Руен и ансамблот при Центарот за култура Бели Мугри. Вечерта беше исполнета со богат македонски фолклор, песна, игри и музика од повеќе краеви на Македонија. Посебно доживување беше настапот на оркестарот од изворни инструменти и играорната група од населбата Оризари, кои изведоа песни, ора и игри од осоговијата. Како дел од манифестацијата Топол културен бран на браната градче започна со работа и меѓународната детска ликовна колонија Свети Пантелеймон, а веќе на 30 август во петок во мултикултурниот центар во Кочани со почеток од 20 часот ќе се одржи концерт на класична музика на триото Strings од Штип. Со овој концерт и официјално завршува Топлиот културен бран 2013. На 30 август во манастирскиот комплекс на манастирот Свети Пантелеймон ќе биде отворена изложба на дел од годинешната детска ликовна колонија. Манифестацијата Топол културен бран финансиски е поддржана од страна на Министерството за култура и општина Кочани. Во Радовиш се одржа првиот меѓународен турнир во борење Александар Калајџиев. Кочани учествуваше со 10 борачи. Во Радовиш викендов се одржа првиот меѓународен меморијален турнир во борење слободен стил Александар Калајџиев. На турнирот учествува 80 борачи од повеќе борачки клубови од Македонија и од соседните земји. Борачите на боречкиот клуб Спартак од Кочани учествуваа со 10 борачи во две конкуренции – пионери и кадети. Во категоријата кадети до 63 кг Глигорчо Анев го освои третото место. Категорија до 69 кг Андреј Јанчев го освои третото место. Кај пионерите Мартин Пешов во категоријата до 54 кг го освои третото место. Трето место во истата категорија до 47 кг освои Столе Евтимов. На неуспешните поединци и екипи им беа доделени пехари, медали и дипломи. Првиот меѓународен меморијален турнир Александар Калајџиев во Радовиш беше одлично организиран. Со временската прогноза го завршуваме централниот дневник на телевизија Кочани. Ви благодариме за вниманието со кое не сте левте, имајте пријатна вечер.